Почитувани медиуми, вчера со повлекувањето на предлог Законот за учебници и други наставни дидактички материјали за основно и средно образование, победи разумот наспроти ароганцијата на министерката за образование и наука Мила Царовска. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН ги искористи сите можни и пред се демократски права кои ги нуди Деловникот на Собранието на Република Македонија да го спречи ширењето на овој штетен и дискриминаторски закон. И покрај и наетењето и ароганцијата на министерката Мила Царовска, како пратеници нема да дозволиме обезличување на идните генерации и експериментирање со најважната категорија на граѓаните, а тоа се учениците. Така наречената реформа да се менува на ваков радикален начин, концептот на учење преку изфрлање на хартиени учебници и сето тоа во време на пандемија, кога бројот на ранливи категории на граѓани е огромен и секој ден се повеќе и повеќе расте, мораше да заврши на ваков начин. Како пратеничка група и покрај повлекувањето на законот, будно ќе ја следиме ситуацијата, бидејќи свесни сме дека СДСМ и Мила Царовска можеби повторно тактизираат само за да се повлече иницијативата за референдумот која што беше покрената од граѓански иницијативи и повторно да го вратат овој закон во собрание со злоупотреби на кои што сме навикнати и вие и ние и целата македонска јавност. Затоа потенцирам дека не можеме да им веруваме на Социјалдемократскиот сојуз и на Мила Царовска и будно ќе следиме дали ова се тактички маневри само и само за да се повлече и да не се одржи референдумот по ова прашање. Сакаме да ја порачаме на министерката Мила Царовска дека е време да се стане свесна за штетните политики кои ги води во овој многу битен ресор и да си даде оставка, бидејќи единствено што како министерка покажа е самобендисаност, ароганција и заткулисни игри кои што се на штета на нашите деца и на државата Република Македонија.